20 луѓе, ги пуштам сите, почнуваме за 5, 4, 3, 2, 1, сега. Ајде. Само да се соберем. Еве се собираме. Да. Здраво. Здраво, Николина. Тука има и здраво, јас пак без... Јас пак без камера, уште не сум ја направил камерата. Сашо, добро. Добро, почнуваме за нека минутка. 25. Дека гледате сите што сме тука, да. Ванчо води, Горан е домаќин. Ајде, краток вовед, минута, 2. Фала што сте тука, што се одзвавте на нашата покана да бидете на нашиот денешен вебинар на тема која што е исклучително важна во овој период. Нашата компанија Airtrain Infomedia, наши брендови се, знаете, Златна книга, Market Connect, InOne и уште неки други сервиси. Ние сме реорганизирани за работа од дома. Целиот тим кој што дава поддршка на нашите клиенти е во функција 24/7. Така што дури имаме разбирање за повици и попладне, но особено важно за бизнисите е што и натаму сме тука и сме подготвени да помогнеме на клиентите. И веќе ова се ситуации со оваа состојба во која што сме, која што најверојатно ги пресретна поголемиот дел од бизнисите многу неспремни во однос на овој дел користење на алатки за работа од дома и воопшто целиот концепт да се реорганизираат процесите на еден бизнес, на една фирма за работа од дома или со ограничување во движење и така. Горан? Дали ме слушате другите? Јас слушам. Ајде, Горан, го чекаме да се приклучи. Здраво и од мене. Веќе сме 31, доека се приклучи Горан. Ајде, Горан, ти си? Имаме уште, добро, сега ќе прекинувам можеби интернетот, мама верувам дека ќе не постижи. Имам уште 30 секунди јас за да оставиме доволно простор на овој повик да зборува Ванчо и она што е подготвено како насоки. Како ќе работиме на овој Zoom call? Ќе ве замолам сите да ги исклучите микрофоните и да го слушаме Ванчо, за да нема некои звуци кои што ќе нема да ни дозвола да го следиме како што треба. Ако не ви е проблем, оставете ги камерите вклучени. Доколку имате проблем со брзината на интернет и нестабилност на овој повик, на Zoom, склучете камерата. Ванчо ќе биде активен за да го гледаме, иако ни е многу светлно. Но битно е оно што ќе го зборуваме. Ако имате некои прашања, слободно поставете ги доле на копчето чат. Гледам дека некој тука веќе пишува, Јулијана. Добра. Ако имате потешкоти со Zoom, ќе имаме и снимка од се тоа што ќе го кажеме денес, така што ќе ја поставиме некаде на YouTube за да може да ја видите. Верувам дека технички се е окей, ќе може да ги проследите наредниве половина час од прилика колку што ни остана. Јас тука запирам, имате голем поздрав од Златна книга, целиот тим. Тука сме и сметете на наша помош и поддршка во овој период кога и ние можеме да споделиме нешто и да ви дадеме сервиси кои што ќе ви помогнат на вашите бизнеси. Од најситните работи, промена на работно време, па до можеби поставување на веб страница, некој друг концепт на работа на интернет, кој што можеби до сега сте го немале или сте го имале, па сакате да го подобрите за оваа ситуација. Ванчо, повели. Горан, ви благодарам на сите што сте тука. Само да кажам дека доколку се прикани после 30-40 минута, на истиот линк се регистрирате и тогаш ќе го имаме оној втор дел
за да може да ги поставуваме прашањата. И јас ќе се обидам да бидам најкраток што може да бидам, пардон. Следно ќе ја исклучам мојата камера затоа што ќе ми троши, тоест не, ќе оставам уклучена. Дали го гледате сите екранот, Горан, само ти потврди ми дали го гледаш? Кај мене се е во ред. Океј. Гледам именно телефонче со 3 икони, а тоа ќе каже што значи. Океј. Јас се минимизирам. Тоа е тоа. Најпрво ви замолил да ако сте во можност да бидете на компјутер, затоа што многу подобро ќе го поминеме овој вебинар. Исклучете го Facebook Messenger-от и сите нотификации, ставите го на silent и можеме да почнеме. И уште една работа, а тоа е да си земете, доколку имате можност, едно пенкалце и ливче, за да можете да ги запишете сите прашања, кои што понатаму ќе можеме во вториот дел да ги поминеме. И во секое време ви стои Горан и целиот тим на Златна книга на располагање. Ги имате сите нивни контакти за било какво прашање, да може да ги контактирате за било каква помош, за било каква платформа. Нема да збориме многу за техника на овој вебинар, туку ќе збориме за кои се основите и кои се основните алатки. Организатори, да повторам уште еднаш, се Market Connect, Златна книга, InOne и јас како представник на OnWeb. А темата е ефективна работа од дома во време на корона. Горан веќе се представи, јас веќе се представив. Јас веќе некои си 10 години работам од дома, ако не и повеќе, со мали прекини додека бев во Златна книга. И за разлика од минатиот вебинар, кој што го почнавме со најголемиот либертаријанец Фридман, овој вебинар го започнуваме со најголемиот социјалист. Зошто? Затоа што ми се допаѓаше неговата реченица, неговата изрека и мислам дека баш сме во оваков еден период. А тоа е дека има децении кога ништо не се случува, но има и недели кога се случуваат децении што според мене прекрасно ја отсликува целата слика. Агендата за денес ни е да поминеме низ 4 делови кои што се составен дел на една добра ефективна работа, а тоа се влијание и предизвици, лични стратегии за успех, работа во тимови и како да ја победиме кризата. Затекнати сме стварно во една фундаментална промена која што стварно влијае на нашиот живот, на нашата работа и ќе има многу големо влијание. Јас потекнувам, моментално сум консултант во еден многу ранлив бизнис, а тоа е хотелиерството, исто така го работам со години, го работам ремоут, работам од дома најчесто и знам или можам да претпоставам какви се не промени ќе ни се случуваат и во овој период активно се спремам за тие кои ќе завршат, да можам да бидам спремен јас и мојот тим и да продолжиме понатаму. COVID-19 е тука и во моментот прави нешто што се вика забрзана дигитална трансформација и на бизнисот, но и на луѓето. Изминативе 10-12 години постојано зборев дека ќе дојде таа дигитална трансформација и многу од нас кажувавме што е тоа дигитална трансформација. Сега имаме можност за најголем дел од бизнисите да ја искусиме на наша кожа и да направиме се да може да го трансформираме нашиот бизнис да работи дигитално. За да ги објасниме промените, ќе мора и да видиме што се случувало наназад, затоа што негде од пред 5-6 векови започнува целата историја на медиумите со Гутенберг, со првата печатница
и ако ја видите како оваа одеднаш крива се оваа крива одеднаш се качува нагоре, се качува во втората половина од овој век. Така да е сосема нормално ова што ни се случува, можда неочекуване и можда на најлошиот можен начин со пандемија. Време дека имаме да реагираме немаме, туку можеме да се прилагодиме на целата таа ситуација. Повторно, како се развиваа медиумите од печатени, дигитални, интернетот, социјалните медиуми од пред 20 на години и веќе доминира мобилната технологија и од оваа година натаму стварно веќе не знам како ќе се движат работите. Порано кога ги спреавме овој еден стар слайд од пред 2-3 години, сите велевме дека ќе имаме некоја си дигитална трансформација и дека во 2020 година сите зони, сите индустрии кои што досега не се дигитализираа, дека ќе бидат дигитализирани. Меѓутоа, повторно ќе кажам, никој од нас не можеше да претпостави дека ова ќе се случи на начин на кој што се случува, а тоа е да сме во карантин и да мораме да се адаптираме ние на целата една ситуација. Мора да сме, тогаш велев дека мора да сме спремни на дигитална дисрупција, а сега кажувам веќе дека живееме во COVID-19 дигитална дисрупција која што ни се случува. Ќе зборам за накратко и за експоненцијалните промени, а тоа е нешто што многу е трендовски сега да се каже и постојано го слушам експоненцијалните промени. Експоненцијалните промени на овој вирус кој што се шири така како што се шири, многу се одвествуваат и со експоненцијалните промени кои што се случуваат и во бизнисот. Има еден многу добар пример, а тоа е бидејќи се претпоставува дека Вембли стадионот е затворен и дека може целиот да се наполни со вода, доколку се појави судијата и земе една пипета и пушти една капка вода по експоненцијална стапка, се поставува ние сме поделени со нашето другарче, јас сум бартов дека сум со чаталот горе, сум немал доволно пари да купам поскапа карта, туку сум во погорните редови од стадионот, а другар ми е доле имаше повеќе пари и купи карта на подолните редови во стадионот. Се поставува прашањето за колку време е потребно да се поплави целиот стадион. Само 49 минути. Тоа е експоненцијален раст и тој експоненцијален раст го имаме кај вирусот, меѓутоа го имаме и во промена која што треба да се случи на нашите бизниси. Прашањето е колку време е потребно да ги поправи првите редови. Мојот другар кој што купи поскапа карта да биде поплавен, а тоа е 45 минути. А мене со поевтината карта ми остануваат 49 минути. Ми остануваат, 4 минути. И во тие 4 минути имам време да избегам, а доколку го прилагодиме тоа со бизнис речникот, имаме 4 минути да се адаптираме и имаме 4 минути да пивотираме и да промениме нешто. Не е далеко времето кога изумреа диносаурусите, затоа што реално
немале време и брзина да одговорат на промените. Меѓутоа, нешто што ни е многу блиску, мене особено, бидејќи излегувам од медиумите, а тоа е како растеа печатените медиуми и како за 10 години сите тие одеднаш пропаднаа со појавата на дигиталните медиуми и како одеднаш исчезна. И ако порано ги започнувавме посебно обуките за дигитален маркетинг или кога некои компании се спрема за дигитална трансформација, ако прашањето беше кој ќе ја води дигиталната трансформација во вашата компанија, ако тоа беше или CTO-то, техничкиот директор или менаџерот на компанијата, од сега натаму и во некое си време од наредни 5-6 месеци минимум, тоа ќе биде COVID-19. Бизнисите и луѓето самите се приспособуваат за потребите на дигиталниот свет, посебно во време на криза. Јас сум изненаден како во Македонија, која што според, мислам дека Светскиот економски форум беше последната табела што ја читав, е најнеписмената дигитална земја во светот, со некои си 10% поени, како во овие 3 недели се случуваат многу промени на подобро. На подобро, затоа што гледам дека бизнисите и луѓето пополека се приспособуваат. И стварно неам и не сакам да ги слушам сите оние кои ќе речат дека имаше паника кај населението, дека се тоа панични стравови, а посебно ми е чудно кога тоа ќе го слушнам од медицински лица, затоа што тоа мене ми создава паника дека благе везе немаат што зборува. Јас се уште не видов нити паника, нити панични стравови, гледам страв и гледам дека луѓето тој страв го претвараат на 2 начина. Најчесто со многу љубов. Јас периодов се слуштав со сите пријатели кои што ми се ни светот, кои што се таму, кои што не дојдоа. Пријатели со кои што можеби и не сум зборувал, долго време се јавија, разговараме и така натаму, и со многу работа. Затоа велам дека кога нешто се мора, не е тешко и ќе мора пополека да научиме да живееме со COVID-19, бидејќи вирусот ќе биде со нас долго време. Кога велам долго време, не кажувам дека овој период кога започнува да се шири заразата ќе биде долг, туку мислам дека си ја вршат државните органи работата така како што треба и тоа што го велат да ја израмниме линијата дека се случува. Верувам дека многу брзо ќе може да излеземе од оваа состојба на карантин, но ќе останат многу работи после тоа. Јас правам проценки како понатаму ќе се води хотелот. Имам клиенти кои што размислуваат како понатаму ќе работат со својот салон за масажа. Значи, ќе мора да се случуваат во различни гранки, во различни индустрии ќе мора да се случуваат промени, затоа што нема да биде излегувањето од оваа карантинска зона со како едностанување од сон, туку ќе биде многу подолго, ќе биде еден процес, а добрата работа е да во овој цел еден период на хибернација на бизнисите, да го искористиме и да бидеме спремни што тогаш ние ќе работиме. И да се припремиме многу добро. Јас периодов го користам активно за работење на себе и за работење со моите клиенти.
осеќам дека помагајќи им на моите клиенти, јас сум посмирен, а кога јас сум посмирен ги смирувам и тие околу мене, а и моите клиенти. Лични стратегии за успех, имам 7 совети да кажам, а тоа е се за да имаме ефективна работа на тимови кои што работат од дома. Прво, треба да се држиме до распоредот. Второ, да се создадеме катче за работа. Трето, кое што го немам напишано, меѓутоа спаѓа во на второ, а тоа е кога ќе станете са бајле, доколку работите од дома, да си се измиете, да си го напиете вашето кафе и да може да ми дојде известување дека ќе треба да го продолжиме за 10 минути, така да кога ќе се вклучиме за 10 минути уште од сега, ќе се приклучиме повторно на истиот линк, кај истиот слайд. Се облекувам, исто како да идам на работа, си го пијам своето кафе и си седнувам. Моето катче не е канцеларија дома, моето катче е во дневната соба, имам 3 мачки со нив, мојата сопруга, моето дете, меѓутоа тоа е моето катче, секогаш е средено, главата ми е ладна и си започнувам со работа. Следниот совет е да ја завршите и дет фрог, јас ја направив на македонски, а тоа е да ја изедете жабата. Секогаш да ја завршувате првата работа, тоа е најтешката работа, па после тоа сите останати работи, треба да ви биде чисто вашето биро. Треба да се одмарате редовно. Јас овој период, ако ми верувате или не, затоа што започнав пред 20 на години во ноќна смена во кампот американски тука во Петровец, ми беше пореметен сонот. Јас после 20 години спијам многу мирно и се наспивам во термин кога треба да спијам. Треба да си дедицирате одредено време кога ќе ги проверувате мејловите и да си креирате рутина. Самите ќе си создадете и систем како да бидете организирани и трудете се доколку сте сами, а и доколку работите во тим, да сите проекти ги поделите во конкретни чекови. Пред да ги поделите, да ги визуализирате и секогаш кога ќе завршите еден чекор од проектот, наградете се, пофалете се, ако сте сам, ако сте во тим, пофалете го тој што го направил тоа и тоа на дневно ниво. Океј, целта не би била да стигнеме од точката А до точката С, на точката Б имаме некој мал напредок, браво, тоа е супер, идеме понатаму. Значи, радувајте се на малите победи. И направете се граница во кој што ќе може да ги разделите работата и животот. Овдека ќе спомнам уште една техника, тоа е помодоро техниката или патлиџан техника што јас ја викам, а која што ќе ви помогне за зголемување и постојано подобрување на вашата продуктивност, што значи завршување на повеќе работи, поквалитетно и побрзо. Помодоро ја има измислено Франциско Кирило и е стара некои си 40 на години, а доаѓа од овој кујнски часовник кој што личи на патлиџан и се користи за мерење на времето. Јас ги имам едни многу добри од Икеа земено по едно по две доларчина во кој што можам да правам 360 фотографии, меѓутоа за овие ситуации ја користам оваа помодоро техника. Што е таа помодоро техника или патлиџан техника? Тоа значи да си поделиме 4 работи во текот на ден. Прво, да знаеме што ќе работиме. Второ, да си ставаме, откога ќе се го дефинираме задачата што треба да ја завршиме, да си ставиме тајмер и да работиме 25 минути. На 25 минути ни звони тајмер. Ако немате патлиџан, ако немате Икеа, онакво ефтино садче кујнско, тука е вашиот телефон, ставете си се по телефон. Работите тие 25 минути. Потоа правите пауза 5 минути, пиете кафе, јавете се кај колегите, јавете му се на Facebook, направите некој видеоконференцијски кол
И после тоа паузирајте 15 до 30 минути. После тоа повторно исто. Мала задача, 25 минути, звони, напите се кафе. Јас сум страстен пушач, обичајно идам на цигара, не ви го препорачувам тоа. Меѓутоа, правите во таа пауза, не знам, чај, не знам, сок, уживајте и повторно така. Техниката е ефикасна, верувајте ми, јас ја применувам долго време и значи не е целта да работите како 24 часа, туку да имате и време за одмор, да имате и време за вашите пријатели, да имате време за тие што ги сакате и при тоа да ја завршите задачата. Таа што ја имате, како алатки што ги користам, е Evernote, тоест секогаш фаќам прибелешки. Да напоменам дека сега кога ќе се исклучи во наредните 4 минути, ќе се вклучиме повторно на линкот кој што го имаме и ќе го продолжиме вебинарот, затоа што имаме некои 4 минути. Јас се надам дека за овие 4 минути ќе ги завршиме. Тоа е. Фаќајте се прибелешки за се, снимете, запишете или соберете се што ви свртува внимание и користете Evernote. Јас се користам долго, Горан ја користи многу подолго. Во било кое време можете да го прашате, прекрасна алатка, сега за време на оваа криза ни даваат дури и различни, се обидуваат да не ангажираат, то самата платформа ни даваат прашања, како се чувствуваме, зошто се чувствуваме и така натаму и така. Второ, одлучете дали вреди да сработите некоја работа. Ако е така, одлучете за следната акција и следниот проект. Ако е потребно, повеќе од една акција. Значи, не започнуваме да работиме одеднаш огромен проект. Туку го делиме на малечки делови и еден по еден делот ги завршуваме. Зошто? Прво, затоа што ќе бидеме поефективни, второ, за да може да се наградуваме и секојдневно да можеме да си се охрабруваме во нашата работа. Ако проектот е ѓубре, ако задачата е ѓубре, ако е нешто што во овој момент не ви треба, ставајте го во мирување. Организирате се, сите содржини, сите материјали, чувајте ги на соодветни места. Ова е прекрасен период. Значи, имам 3 компјутери на кои што работам, овие 3 недели, сите се средени, секој документ си е во фолдер кај што треба, за проект кај што треба, за тоа што треба да се направи, искористете го овој период. Го имате еднаш во својот живот, можда никогаш повеќе. Мир, дома, се може да се организирате. И земете нешто да, кога ова ќе го поставите, оваквиот систем на поставеност, користете го како систем да побрзо ги завршувате работите. И кога ќе треба да донесете одлука, доколку следите ваквиот систем, верувајте ми, ќе донесете и одлучно, и со доверба, и со јасност. Работа во тимови ми е третиот фактички дел. Јас сега ќе го уклучам и моето видео и ќе ве сите ќе направам unmute all на сите и ќе можете да сега направам mute all, да можете секој од вас во нареднава минута-две да се слушнеме и да се видиме пред да пројдеме на овој втор дел од вебинарот, затоа што ќе бидеме исклучени за некоја си минута. Секој може да си каже тоа што има да си каже, само стиска на микрофонот и имаме уште минута и 22-3 секунди. Горан? Значи, кликнуваме Ванчо на истиот линк што го имаме на мејловите добиено по регистрација. Само добро, да знаеме сите и ќе почекаме барем минута-две да се вратиме сите за да за да започнеме со наредните 40 минути, затоа што имавме припремен период, затоа и овака пократко испадна. Јас би сакал и секој на крај да сподели како се организира во времево, чисто за да оно што му дава резултат во овој период.
за да размениме некој заедничко искуство. До сега, мислам дека добивме одлична информација тебе, Онче. Да, користиме Zoom како еден од начините за комуникација, вебинари, па и разговори. За наредните вебинари што не се во план, наверојатно ќе го користиме истото ова каква алатка. Така да супер тренинг е. Влези, вклучи се во разговор, комуницира. Сакам луѓе се да ги видам, може ги знам. Сам не може. Океј, Владимир. Се слушаме така? Да, Владимир. Ајде. Океј. Значи, вака за сите присутни компании, искеднаш Владимир од R3 Infomedija, оној кој што да кажам последно е 10 години води Златна книга. Значи, слободно обратите се кај Горан во однос на конкретна обука за употреба на платформата Zoom, преку која што ние го организираме, да кажем, овој вебинар и одредени состаноци меѓу вработените и со нашите клиенти. Тоа е една работа, и втора работа е, имате и други некои платформи што се спомнуваат, Evernote, за фаќање на забелешки и така натаму. Мејлот на Горан ќе ви го пратиме со имејлот после оваа обука и најдобре е таму да разговарате еден на еден со него околу конкретни платформи. Да, Владимир ти благодарам, и Владимир е виновникот со што се тоа се случува. Ние и пред COVID ги имавме некои си десетина месеци вебинари, сега продолжуваме. Океј, вториот дел ние работа во тимови. Извини, само да те прекинам, само ако може мјут он на сите за да може да те слушаме. Океј, благодарам. Вториот дел ќе ни биде само да си направам место. Вториот дел ќе ни биде работа во тимови. Меѓутоа, не е само работа во тимови, туку овие правила и овие алатки може да се ги користите и за работа со вашите клиенти. И доколку сте сам вработен, овие алатки можете да ги користите. Првата алатка која што спомнавме за таа лична организација, дефинитивно е Evernote. Горан, повторно ќе кажам, мислам дека има цел систем разработено и јас топло ви го препорачувам, затоа што и јас учам некои работи од Горан. Следна работа е како да подобро работиме во тимови и како да имаме поголем ефект кога работиме во тимови, а вака оддалечени. Значи, прво треба да се ги ресетираме сите очекувања. Карактеристиката на тимовите кои што работат во фирмите, секој што е повеќе од 20 тим, е дека се навикнати на заедничка работа, навикнати се на еден тип на работа и се социализирани. Значи, во иста канцеларија, исти услови, имаат ист распоред за работа. Во околина на карантин, во која што се наоѓаме сега, доколку работите од дома, менаџерите мора да им помогнат на нивните тимови да се префрлат во асинхрона работа и персонализација. Значи, за почеток, треба да се ресетираат очекувањата за тоа како ќе се врши работата и кога некој ќе потврди, не тоа да биде пракса, да му се даде можност да ги завршува работите по нивни услови, по услов на вработениот или на делот од тимот. Истото важи и кога работите со вашите клиенти. Бидете во постојан контакт. Тоа е второто правило за ефективна работа во тимови од дома. Значи, има истражувања кои што кажуваат дека пократки комуникации се поефикасни и дека се многу добри за одржување и на моралот и на ангажманот. Користете инстант пораки и бидете постојано во контакт. Не
дозволувајте да не се слушате со некој од вработените повеќе од 4 часа. Алатка која што ја препорачувам, а сите веќе ја знаете, бидејќи дел од таа дигитална трансформација е и да сите се научиме да го користиме Zoom-от, а вие сте пример дека можете веднаш да го користите Zoom-от. Следната алатка е Facebook. Тоа што го најави, тоа што го има Facebook, прво е Messenger, во кој што можете да разменувате и фајлови и кратки пораки, така натаму, инстант пораки, видео повици, да се слушате. Меѓутоа, има и еден дел Facebook за бизнис, во кој што, доколку сте поголем тим, можете да си го користите како интранет мрежа. Тоа што Facebook го направи од Сабајлево е, првата промена кога ќе ја има целосна, ќе бидете известени и со Горан и со Златна книга ќе ви известивме, а тоа е да Facebook копира и ги има дел од функционалностите кои што ќе ги има Zoom. Така да Facebook е алатката која што морате да ви биде постојано упалена доколку работите ремонт. Се разбира, доколку ви досаѓаат нотификациите, во секое време можете да да се исклучите и да си ја завршите работата така како што треба. Значи рековме Messenger, рековме групи и рековме тоа што го направи Facebook од Сабајлево, а тоа е десктоп апликацијата која што се уште не е развиена, а се надеваат дека ќе ја направат нешто слично на Zoom. Тоа го најави Марк Зукерберг вчера. Правите виртуелни состаноци секој ден. Значи, виртуелните состаноци прво се добри за целиот тим, второ, треба да бидат во одреден временски период, а доколку ништо не е јасно, со деловите од тимот кои што ќе ги нема на тие виртуелни состаноци или приметите дека нешто се случува, направете со нив виртуелни состаноци еден на еден. Пред секој состанок е важно дека секој треба да биде спремен и треба да трајат максимум 30 минути. За тие што работат сами или доколку може да го примените за вашите клиенти, повторно Skype и Zoom. Иако сметам дека Zoom во целава оваа криза доминира и е многу по user-friendly за луѓето. Проценка на членовите на тимот. Значи, интерпретирајте го тонот и гласот како прокси за повратни информации кои што инаку би ги виделе во живот. Значи, прво не сте физички тука, не можете да ги видите знациите на вашите делови од тимот или пак на вашите клиенти и наместо тоа се потпирате на невербални знаци и тогаш можете да го видите и говорот на телото и да вие ја видите реакцијата на вашите или делови од тимот или на вашите клиенти. Во овој случај користиме ограничени ресурси, значи не сме во живо, не можеме да го видиме говорот на телото, а ги имаме текстот, гласот и видеокомуникацијата. Затоа сите препорачуваат и јас ја препорачувам и секогаш кога сум работел со поголеми тимови на далечина, видеокомуникацијата. Повторно Zoom. Значи, таа видеокомуникација, верувајте ми, кога ќе пројде ова све, ќе ви остане навика и полесно, и побрзо, и поефикасно ќе ги завршувате сите задачи кои што ќе се пред нас. Континуирано учење. Независно која работа ја учите, овој период, повторно ќе ви кажам, е прекрасен период за учење. Дека нешто сте направиле и дека нешто се научиле, јас ќе кажам, е пример овој Zoom. И поговрано сме правеле конференции, и порано сме правеле све. Ќе се пријават луѓе, проблеми, недоволна мотивација, ова ви е доволен мотив. Се што сте правеле традиционално, да се опидете, да се адаптирате и да го направите дигитално. Меѓу другото и континуирано учење. Значи, не да седнете и сега цели тимови или доколку сте сега да се седнете и да се составите во фаза на учење. Туку на микро учење, на теми во одредени сегменти од 5 до 10 минути. И тоа за специфична алатка што ќе научите, за некој однесување или за некоја вештина.
од срце ви го препорачувам YouTube, а јас се надевам дека и нешто ќе спремиме плюс и ќе имаме плюс совети кои што ќе може да ви ги дадеме и ќе ви бидат за такви микроучења. Учењето мора да продолжи. Следната работа е доколку работите во тим, да направите другарчења. Ова е нешто што Златна книга го прави со години и вас, прво, знам дека е испробано, второ, знам дека функционира и тие микротимови или другарчиња или бадис, кога работат еден со друг, прво учат од еден од другиот, а второ, нивната доверба помеѓу нив двајца е многу поголема. Замислите да го поделите тимот, да направите, да имате тимот 10, да ги поделите на 5 другарчиња и они да ја зајакнат довербата, моралот, вербата и така натаму, колку сето тоа допринесува на вашиот бизнис. И потребни се другарчињата и за уштетна работа. Реалноста е таа која што е, а тоа е дека некој од нас може да отиде на боледување, да доколку имате другарчиња, лесно може секој да биде замелен. Затоа, следниот мој совет за тимовите и за ефикасна работа на тимовите е микротимови, бадис или другарчиња. Искуство, вистинско, реално и пред ова, а и сега го имате во Златна книга, инаку го сите тимови кои што работат на далечина го практикуваат. Бидете оптимисти. И особено за менаџерите, доколку работите со тимови, а и за вас. Значи, уништете го стравот кај тимот. Оптимизмот е заразен, а сите лидери кои што ќе покажат надеж и доверба во иднината, им помагаат и на својот тим, а посебно кога работат под стрес. И не заборавајте да користите хумор како издувен вентил за тимот. Споделувајте информации доку сте менаџер или некој раководител. Независно. Или имате да завршите некоја си задача. Споделувајте информации дури кога немате што да споделите. Затоа што прво сте во комуникација и колку повеќе информации споделувате, толку е помала шанса да се појави барем тројка на недоверба во тимот, и да се појави вакуум од немање на информации. Информација и да кажете со Филјан и Филјан фирма требаше да го направиме тоа и тоа, се уште немаме информација. И вие таа информација ја споделувате. Постојано за работа во тимови, повторно, за менаџерите и тие што работат во втор, кои што се предпоставени. Мерите го стресот и ангажманот во тимот. Значи, објаснете им дека вашата главна грижа е нивна благосостојба и одвојте време да го следите нивниот ангажман, со тоа што од време на време ќе ги прашате две прости и едноставни прашања. А тоа на скала од 1 до 10, како го проценуваш, колку чувствуваш самиот стрес? И второто прашање, на истата скала, од 1 до 10, како го проценуваш твојот ангажман во тимот? И еден бонус, тоа е како ефективно да водите виртуелни состаноци. Ако се навратиме наназад, ќе видиме дека Zoom доминира период. Zoom станува лидер и Zoom е алатка која што е неминовна во оваа цела една трансформација во која што мораме да поминеме. Затоа ми се потребни да знаеме како ефективно да водиме состаноци во виртуелно време. И кога имаме тимови, а и кога работиме со клиенти. Прво, треба да ги организирате однапред и да имате цел, кои ни се цели ако имаме повеќе, кој ни е планот, кој ни е календарот и покани со линкови да испратиме како што треба, известување и задолжително да почне навреме. Ако приметите, ние бевме досадни.
кажавме да се пријавиме денеска. Денеска кажавме дека вебинарот е во 4, дека вебинарот, пардон, е во 14 часот, и испративме покана да се присуствува на вебинарот. Со Zoom, со мали тимови, каде што не треба да се регистрирате, оставате во календар и сте перфектно организирани. Договорете начини на работа. Секој треба нешто да придонесува од тимот и договорете време во кое што се одржуваат состаноците. Значи, кога ќе се дигне, кога ќе се започне состанокот, користиме едноставни сигнали. Повторно ќе се вратам на Zoom. Креваме рака, исклучуваме микрофони и тоа е апсолвирана работа. И, бидејќи секој ден ќе ги правите состаноците, за да биде малце поинтересно, постојат и улоги, и кога работам во поголеми тимови кои се виртуелни, имаме еден олеснувач кој што е во тимот, имаме еден секундант кој што кажува уште толку имаме минути, мораме да завршиме, имаме писар кој што води евиденција и покрај тоа што се снима, и имаме понекогаш и вратар кој што може да го исклучи тој што денеска прави многу гужва во тимот да не присуствува на состанок. Уште еден совет, кога работите во тимови, направете си, јас ги велам, виртуелни кафиња, или виртуелна цигара, или виртуелна пауза. Најубавите одлуки се донесуваат и најубаво се размислува кога нема притисок, кога на најпријателски, на вашиот колега, на вашиот вработен, на вашиот претпоставен или вашиот претпоставен на вас или на вашиот клиент, ќе му кажете, окей, без тема, пиеме кафе, заедно сме на видеоповик, ајде да го решиме ова, или имаме една идеја која што можеме заедничка да ја решиме. И шестата работа, оваа му е омилена на Владимир, меѓутоа јас се повеќе ја користам, а тоа е KISS методологијата која што потекнува од американската војска, а во превод значи Keep it simple stupid, тоест биди едноставен будало. Идеме на следното за да ни остане време. Последната работа за која што сакам да разговарам е како да ја победиме кризата. Во оваа ситуација, во овие први недели кога започнува ширењето на вирусот, сите се заглавени во три фази. Првата фаза од тие што ги гледам, со кои што разговарам со пријатели, клиенти, соработници и така натаму, велат јас ќе се повлечам, не знам што ќе правам. Втората се оние кои што се замрзнати и кои што се стават на пауза, хибернираат, кој што исто така е трагично за еден бизнес. И третите се оние кои што викаат ќе продолжиме. За да продолжуваме на начинот на кој што сме денеска. Сме денеска пријавени 80-тина, 40-тина се на повиков. Имам 20-тина мелови дека ќе патуваат, меѓутоа да добијат снимка и дека ќе дојдат на следниот вебинар. Ќе продолжиме доколку размислуваме како и што можеме да направиме со нашиот бизнис и како да пивотираме. Јас нема ништо да кажувам, нема ништо да сугерирам, ќе ве оставам да ми кажете вие што правите. Имам многу примери, имам примери на многу бизниси кои што прават стварно добри бројки периодов, затоа што веднаш започна со промена на концептот на работење. И имам само уште еден слайд, а тоа е иднината на сите нас зависи од тоа што ќе го направиме денес. Ова е на Махатма Ганди, ние имаме една друга, а тоа велиме што ќе посееш, тоа ќе пожнеш. И стварно е глупо да се нервираме или да се закочиме или да се плашиме од нешто што е надвор од наша контрола. Нашите стравови можеме да ги ставиме во три кругови, а тоа е што можеме да контролираме, на кого можеме да влијаеме и третиот е тоа што е надвор од наша контрола, на кој што стварно ништо не можеме да влијаеме. Фокусирајте се
што можете да контролирате. Станете са бајле, насмејте се, напите се кафе, напите се чај, претрафијата кафе и чај. Слушнете се со пријателите, направете си распоред, слушнете се со колегите. Ако треба едно виртуелно кафе, направете до пред да почнете и започнете со това. Се досега што го правите, треба да го правите и понатаму. Ние сме социјални битија, кризата ќе помине, за некои од бизнисите ќе мора да се трансформира, а ние ќе мора да останеме. На кого можеме да влијаеме? Можеме да влијаеме на нашите блиски, можеме да влијаеме на кругот во кој што се движиме и јас ќе почнам од најздравите работи, а тоа е почнете нешто да вежбате. Ова стварно е период во кој што можеме сите да се навежбаме и да бидеме у малце подобра и физичка и психичка форма. Почнете здраво да се храните и бидете пример за останатите. Повторно ќе кажам, оваква криза, во исто време шанса, ќе се даде можда сега и не знам кога следната. Имаме време и да слушаме музика. Да бидеме со тие што ги сакаме. Да се слушнеме со колегите, да ја завршиме работата и да бидеме дома. Јас што практикувам е ги следам тие пресконференции што ги има на министерот Филипче и толку. Тоа ми е сосема доволна информација. Ја не можам да контролирам кризата. Но можам да придонесам, можете да придонесете вие и веќе придонесувате. Секој од нас носи маска надвор, секој од нас се излегува со ракавици, секој од нас се обидува да го продолжи животот на нормален начин. Денес ќе комуницираме вака, ќе заврши и овој дел, ќе се видиме, ќе бидеме во живот. Започнете сега со тоа што го имате и направите што можете. Толку од мене, уклучувам и можете да се приклучите во дискусијата. Да, еден и извучник. Повелете. Ако може, само кратко, за да бидејќи сме 37 тука, можеме да зборуваме сите одеднаш, ама нема да се слушнеме, така да првиот што ќе каже нешто, нека се исклучат останатите, за да имаме некаков ред во имаме уште колку Ванчо? 30-20 минути? Не знам, сега ќе видам. Океј, ајде, можете да се уклучите еден по еден. Само да го направам екранот. Може да кликнете на unmute или да држите space додека зборувате, па да го исклучите. Зависи дали сте на компјутер или на лаптоп. Мислам дека информациите што ги пренесе Ванчо ќе ни користат. Барем мене ми направи еден така рефреш на некои навики што ги имав во минатото, кога работев и други работни позиции. Но треба да бидеме позитивни, Ванчо, според мене, најмногу. Апсолутно. Апсолутно. Користејќи ги сите овие алатки, техники кои што само може да ни го организираат времето и особено како и ти и јас имам мали дечиња дома и целиот микс од образование и други активности што се дел од приватниот живот, кои што како улоги сме ги немале веројатно како родители, ни се измешани со работните обврски, добро е да има што е можно поголема систематичност и организирање во времето и во задачите како еден распоред на денот. Мене ми е многу криво што малите деца ќе мораат уште од мали да учат за календари и распореди. Тоа не е баш дел од детството. Меѓутоа, споделувам лично искуство, ние така дома сме организирани. Имаме заеднички домашен календар, каде што секој има свое време, заедничко време и се обидуваме да ги стигнеме сите домашни обврски. Само толку сакав да дадам дел од дискусија, може и другите да споделат како успеваат ефективно да работат од дома, ако работат од дома или имаат колеги што работат од дома и се дел од бизнес процесите.
Се слушам. Ајде малце со повише, мислам, во ред се и овие совети, ја би сакал нешто на ниво на бизнис, кој што мислам дека е интересно. За оние кои што се најпогодени. Првин за услужни дејности, да кажеме, здравствени услуги, не знам, убавина, овие салони што се. Слушав дека во Словенија, каде што се малце по предприемачки дух, она што го направиле некои од нив е да продаваат своји услуги на своите клиенти со или без дисконт, со тоа што им се обраќаат на своите клиенти и велат: "Океј, купи сега, помогни ме, заради тоа што знаеш кои сме, имаме релација, доаѓаш, ти си ми клиент, а ќе ја користиш услугата веднаш штом ќе престане кризава." Значи сметам дека секој кој што е во делот на услуги има своји клиенти на кои што може да им го понуди ова, со кои што има добра релација, и мислам дека има доста добри луѓе кои што сакаат да помогнат, тие што можат да помогнат, сега да купи, да кажеме, X третмани, а да ги користи, не знам, во мај или во јуни, кога ќе се дигне забраната за работа. Тоа е едниот совет што онака во делот на трансформација во кој што јас би размислил. И друго, да сум во позиција на собственик на хотел, би размислувал на тоа дека многу луѓе од Македонија ова лето нема да патуваат, така барем моите очекувања се, и да ги насочам моите понуди и мојата кампања за привлекување на домашни туристи. Мислам дека ова лето, повторно велам, ќе има одредени ограничувања за патување во странство и луѓето нема многу да сакаат да патуваат. Значи, јас да сум во овие два сектори, натаму би размислил. Од позиција на некој кој што раководи со златна книга, размислувам на тоа како, еве и овој вебинар е дел од таа работа, како да одржувам комуникација со моите клиенти, како да вистина да им помогнам во овој период, кога на никого не му е лесно. Ние исто имаме губиток и на продажба, и на наплата, и се што следи со кризава, но тие компании, тие луѓе со кои што до сега сме имале соработка, сакам да ја продолжам комуникацијата и во овој период, заради тоа што кога ќе пројде сето ова, повторно јас пред се со нив ќе работам. И ви советувам на сите вас, најдете начин да искомуницирате со вашите клиенти. Ако ништо друго, по телефон. Ако имате имејли, може да им пратите нешто, што и да е, да ги информирате дека сте добри, дека се организирате да ја давате услугата што до сега сте ја давале, може би на различен начин и така натаму. Суштина, мора да се спремаме за периодот кога ќе помине оваа кризна ситуација, да го одржиме бизнисот. Заради тоа што сигурен сум дека за најголем дел од вас не е опција да се повлечеме, како ние 40% од луѓе, или да се замрзнеме и да чекаме, не знам, само помош од државата, пошто тој што се надева на помош од државата, вообичаено не води бизнис, туку работи во државна администрација. Тоа се некои мои гледања на ситуацијата. Јас само да уклучам, има уште колеги. Океј. Ја гледам дека пополека некои од бизнисите се трансформираат. Значи гледам дека ресторани кои што никогаш не сакале да започнат да работат со деливери на храна, со достава на храна, дека започнуваат. Гледам курсеви кои што се спремаат, и тоа сериозно се спремаат, онлайн. Гледам спортски активности, имаме уште 10 минути, кои што започнуваат да се префрлуваат онлайн. Така да, доколку нешто сте направиле или доколку нешто планирате, би било стварно добро да го поделиме тука помеѓу нас. Само кликнете на
на црвеното микрофонче да може да започнете за да може да се слушнеме. Горан, се слушаме или сам си зборам? Еве има едно прашање само, Ванчо. Може? Да. Александра. Вела Александра, јас во овие моменти имам идеја сите кои сме во бизнисот на било кој начин да ги здружиме силите и да ги ставиме ресурсите на располагање, например моите контакт мејлови да ги искористам да пратам мејл од друг бизнис, да ги споделам на Facebook. Не би ви советувал да ги шерувате вашите контакти заради тоа што сепак се ваши. Доколку сум ваш контакт, доколку сум ваш клиент, не би сакал некој друг без да му дадам дозвола да ми се обраќа. Значи, јас сум многу за тоа да сега компаниите најдат начин да соработуваат и да си помагаат. Мислам дека најпопуларна е сега онаа Facebook група што прави визири за медицинскиот персонал, гратис ги дели. Ние, например, дадовме некоја символична донација и така натаму, бидејќи не можеме на друг начин да помогнеме. Има некои фирми кои што имаат 3D печатачи па им помагаат и они изработуваат, некои разнесуваат и така натаму. На таков начин помош да, но да не се наруши приватноста на вашите клиенти, да не се шеруваат информации. Значи јас сум уште еднаш да си помагаме, меѓутоа малку предпазливо, сепак секој сака приватност. Јас ќе кажам нешто што може ќе го добиам, може нема да го добиам, со кој што конкурира пред фондот. А тоа е да почнете да си разменувате работна сила. Овој институт е познат во јавната администрација, меѓутоа мене ми е веќе пробано, додека работев за америчката војска, тоа е размена на работна сила од компании кои што имаат интерес, при тоа се го задржуваат работниците работното место. Како на пример, имате хотелот во моментот не работи, меѓутоа имате кувар, имате помошни кувар и така натаму. Има потреба некој што прави ресторан на храна, ги давате на испомош таму, завршува кризата, ви се враќаат работниците. Или сте транспортна компанија која што во моментот не може да вози, сем ако не вози луѓе за карантин, за војска, за полиција, за медицински персонал, се договарате со големиве компании кои што донесуваат храна, кои што во овој момент повторно ќе имаат недостаток на луѓе и велите: "Океј, Пане, ти си мој шофер, во овој момент ние немаме работа, идеш возиш за ПКБ, завршува кризата и се враќаш." Значи, тоа се некои методологии кои што и сигурно ќе се појават уште многу други кои што самите треба да произлезат од кај нас и самите секој во некој си сегмент може нешто да му помогне на секој. Ајде нешто што можеме веднаш да го реализираме. Пратете ни некаква понуда за вашиот бизнис. Убаво би било да дадете дисконт, нарочито ако сте во делот на услуги, она што ви го кажав и во моментов не работите и ќе отворите, не знам, за 1 месец, 2, или ако имате одредени продукти кои што ви се на залиха, убаво е да дадете одреден дисконт и ние како понуди од наши клиенти ќе се потрудиме да ги пратиме до некои мейлинг листи на купувачи кои што ги имаме, корисници на нашите сервиси, каде што ќе ги понудиме овие и се надевам дека имате одредена продажба. Еве тоа можеме многу брзо да го направиме. Вие ако денес, понеделник, вторник пратите вакви информации, ќе ве контактираме и како некој заеднички мейлинг од различни компании ќе го пратиме до крајни потрошувачи и се надеваме дека ќе имате и некаква продажба. Тоа можеме реално брзо да го. Да, супер идеја. Ако може кратко уште нешто да додадам. И имам уште 4-50 минути, јас сум вратар. Секундар. 4-50. Да, бидејќи зборуваме и за ефективна работа од дома на вебинаров.
јас би посоветувал да одвоите барем 1 час за време на викендов купна и малку да направите анализа и малце да ги средите вашите евиденции за купувачите што ги имате, да направите една евиденција во смисла контакт листа во Excel и да се запишете каде е вашиот бизнис представен на интернет. Дали имате Facebook страна, Instagram профил и така натаму. Значи, направите си на еден лист хартија каде е вашиот бизнис на интернет и организирате ги вашите купувачи во Excel. Значи, ако комуницирате на Viber е добро, ама тоа е Viber. Извадете го тоа и ставете го во табела. Зошто ви го насочувам размислувањето и ви давам и конкретна задача за работа од дома? Тоа ќе ви помогне да ја осмислите комуникацијата со купувачите во наредниот период. Па потоа можете да лоцирате некакви активности од дома, користејќи ги платформите на интернет, меѓу кои е овој начин на комуникација Zoom Call. Може би состанок со вашите клиенти во група или 1 на 1, што како време не е ограничено, па тука да зборувате за вашиот бизнис со вашиот потенцијален купувач или сегашен веќе клиент, за да направите може би задржување на релацијата на клиент и ваш бизнис или зголемување може би на продажбата или нова продажба. Ова е нешто што го советуваме и во невонредна состојба, но сметам дека сега е многу битно тоа, за да има некаков ред на работите. Помина доволно време, сега мислам дека е добро да направиме добар план како во април месец ќе ги користиме каналите каде што сме, за да задржиме купувачи и да почнеме малку поинаку да работиме продажни активности. Ето толку. Да, за било кој совет, малце, мојот совет е доколку започнувате нова продажна кампања или доколку сакате нешто да направите, сепак земете во обзир целосната ситуација и повторно ќе кажам, Златна книга располага со доволно физички тим и умствен тим да може да ви помогне, не знам, како тоа да биде убаво направено, убаво спакувано, убаво испратено, без да предизвика некое недоразбирање со вашите клиенти. Има ли уште некој прашање, затоа што имаме уште минута и 50, ова нешто брчаников на Zoom, се нешто ни крати. Дали сум уклучена? Да, повелете. Така, јас само сакав да кажам, пошто и ние имаме еден така во моментов по-сериозен проблем. Значи, Ангела е на... Да. Разговарате. Ние имаме производство на кеси украсни, 28 години ни постои фирмата, семеен бизнис ни е. И сега нормално, сам имаме и претходни, нели, поминато кризи и така ситуации, така сме смирени, немаме некој поголем стрес. Меѓутоа, работиме од дома, одредени материјали носиме, па носиме на работа и така, мислам се снаоѓаме овие 3 недели да не би заостанале во производството. Значи, наше производство е тоа. Иначе први сме во Македонија што почнавме со овој бизнис. Па, ете сака би прашала, пошто ние таргетни се маркетите, со нив други... Само да ве прекинам. Имаме помалку од 1 минута, пак уште еднаш ќе се исклучиме сите и мислам дека имате супер бизнис кој што во овој период стварно можете многу брзо да го свичувате. Ќе не исклучи кај и таа повторно на истиот линк за да продолжиме со прашањето. Дали малце си ја подсоредивте документацијата периодов? Или самата ваша лична архива? Горан, дали нешто посреди ти со компјутерот? Тоа е навика. Не, јас искрено немам се уште седнато да преуредувам. Меѓутоа, фокусот наш во нашиот тим беше да процесите на работа ги преселиме од канцеларија со работа од дома и
мислам дека тоа добро, успешно го направивме. Документација за документација. Препораките на вебинарот мислам дека се добро сегментирани и убаво е да сите присутни уште еднаш го видат сето ова што го зборувавме во изминатите час и половина. Јас сванче предлагам да го завршиме вебинарот. Снимкава ќе ја пратиме ќе биде прикачено ова на YouTube како видео, па ќе можете таму да си го гледате и во друго време. Клучната замка на работа од дома е трошење на време за работа и активности кои што не се врзани со работа. И ја така би го завршил моето зборување на вебинарот. Препораките кои што ги слушнавме Ванчо од тебе се баш во директна насока да седењето дома да не ви биде дома, ако по-пластично се изразувам, туку да има некаков след на работите. Тука има и голема психологија, нели, во целиот тој концепт, бидејќи дома сме си дома и имаме друг тек на работите кои што ги правиме, други активности. Јас познавам колеги, колешки и кај нас во нашата фирма кои што активно се фокусирани со работа во работно време, но по работното време не се. И сега еден друг мод каде што треба тоа се да се измести и да се привикнеме на друг мод на работа. Бидејќи ова ќе трае сигурно уште еден месец. Знаеме дека април... Ја би сакал исто да финално, пошто Ванчо бара од нас, во контекст на господјата Ангела што спомна, мислам дека ние што сме собственици на бизниси кои што сте ги граделе бизнисите долго време, само ние знаеме колку сме инвестирале и време, и енергија, и средства, и колку тешко ни паѓа ситуација, иако да сме прошле оваа земја и ние заедно со нејзе од 90-та година наваму имаме така доста бурен период пројдено. Јас сакам да кажам дека ве разбирам и себе си се разбирам, бидејќи на иста страна сме, колку е голем ударот од кризава, заради тоа што одеднаш све што е градено долго време веќе е во опасност да можеби дел од фирмата да престане да работи, па во најлош случај целата фирма заради обврски, заради трошоци и така натаму. Сепак она што јас го размислувам за ова што ние го работиме, за Златна книга што го работи, дека сепак мора да постои начин кризава да донесе нешто добро. Мислам, тоа јасно ми е дека е тешко да се верува, меѓутоа јас сум искрен кон вас и верувам дека ќе донесе нешто добро. Тоа што е добро, сметам дека секој треба сам да го открие. Секој бизнис е различен, секој работи на свој начин. Оно што јас сметам е дека сега е шансата нешто да се промени. Или да се направи промена во асортиманот, нешто да се додаде, не може комплетно све да се смени, скроз ми е јасно, не е тоа така лесно, меѓутоа може да се додаде нешто што во процесите или во асортиманот кој што сметаме дека во овој период и во иднина ќе може да го понудиме. И јас тука би инвестирал малку време додека еве сме малку повеќе дома и имаме време најверојатно сами со себе малку да зборуваме и да видиме што е тоа што може да го промениме. Тоа ќе биде моја порака кон вас, мора да постои нешто што може да се промени на подобро и да малку да земеме време и да размислиме што е тоа. Многу среќа и многу здравје ви посакувам. Ќе имаме следниве недели слични дружења на сродни теми и ќе добиете покана, исто како и овој пат.
Јас само уште нешто да пред да затвориме. Горан има неделно кафе пиење со малце полесна тема. Мислам дека е среда договорен, Горан? Да, среда во 10 час. Да, он е сутринско кафе, јас сум попладнал. Ви благодарам на сите, ви благодарам за времето, благодарам на R3 и на Златна книга. Горан, ти благодарам, повторно сум твој гостин и се слушаме надолу. Поздрав и од мене, имаме следни прилики за разговор на Zoom. Секој добро.